Во Кумановскиот театар денеска во организација на Државниот архив на Република Македонија беше промовирана едицијата Црните страници на УДБА. Директорот на Државниот архив Филип Петровски ги презентираше документите, објавени во 9 тома, 16 книги, во кои се содржани 202 досија на 13.500 страници. Во овој театар се одвивале освен театарски представи и некои други представи. Луѓе кои што се врткале на сцена и позади сцена, кои што доаѓале во бифето на овој театар, подоцна оделе во полициски станици, соработувале со тајната полиција и кои дошле некои наши првенци, како на пример Колозов. Јас бев чудоневиден кога го најдов досието на нашиот бард, македонскиот крал Колозов, а тоа се случувало токму денеска каде што ќе одржиме промоцијата. Исто така, ВМРО ДПМН во 90-те години, кога се формираше како партија во Куманово, било подложено на многу сериозна анализа, истражување и проверки на животите на сите наши активни членови и од тоа произлегле многу материјали кои што се објавени во оваа едиција и затоа сметам дека во Куманово ќе биде повеќе од интересно за градот, кој како град бил мета на интерес во тоа време, да се проследи оваа промоција. Петровски нагласи дека ВМРО ДПМН во 90-тите, кога се формирала како партија во Куманово, била подложена, како што рече, на сериозна анализа, истражувања и проверки на животите на активните членови, од што нагласи произлегле многу материјали кои се објавени во едицијата. Инаку на промоцијата во театарот присуствуваа голем број граѓани. Директорот на Државниот архив Петровски вели дека оваа едиција ќе биде целосна, кога ќе биде дополнета со лични сведоштва и искуства, со оглед на тоа што голем дел од документите се уништени. Тој појаснува дека во неа се опфатени сите градови и сите семејства што имале македонска промисла после 1945 и кои сметале дека е потребно поинакво државно и политичко уредување, како и идејата за независна и обединета Македонија.